Može li da se sokrije grad, odnosno svetlo koje je na vrfna planina? Така, браќа и сестри, градот Крушево, ако погледнете, изграден е на брдо, на планина, со други збори, од кај да погледнеш, можеш да го видиш градот. Се во минатото, нашите предходници правеле по алегорија на евангелската перикопа. Секако дека и важно било и тоа да се остави слободна обработливата земја, да не се градат градови или населби таму каде што има обработлива земја. Но пред се и над се поучени од ваквата евангелска перикопа, дека светло кое е поставено на врфна планина се гледа од сите страни. Не можеш да го покриеш него. Го изградиле и овој град прекрасен Крушево, во кој денеска служиме и во кој вие живеете или престојувате. Тие зборови им ги кажува Господ на апостолите, а наследници на апостолите сме до денешно време ние епископите и свештенослужителите воопшто. Затоа што истата вера е продолжена од времето Христово до времето наше. Денеска, кога ги славиме оците на светите 6 вселенски собори, зашто, знаете, последната недела, после пасхалниот период, ги славиме оците на првиот вселенски собор, денеска ги славиме од вториот до 6-тиот и 7-миот вселенски собор се слави по старо во октомври, по стар стил, односно може би да фати во ноември во текот на годината. Значи, зошто ги славиме, ќе праша некој? Затоа што сме благодарни на оците прво што ни го пренесоа преданието. А второ, и може би и прво и тоа, што го догматија тоа предание. Значи, ја дадоа чистотата на верата за да се пренесува до наше време. Затоа што во времето Христово многу работи се зачнати се, ама не се до крај изведени. Како што, например, многу важна догма за богочовештвото Христово, дека Христос е Бог и човек. Никаде нема да сретнете во Библијата дека Христос е и Бог и човек. Може да се наслутува, ама така јасно учење дека тој е и Бог и човек и дека е спасител како Бог и како човек нема да се најде. Но тоа е заслуга на оците на црквата. Затоа ги почитуваме и славиме. Првиот Вселенски собор, знаете дека беше против Ариевата ерес, која велеше дека Христос е створено битие, како ние, како нас луѓето. Прво створено битие, ама створено битие. Оците на соборот први му се спротиставија и рекоа Христос не е створено битие. После следуваше вториот Вселенски собор и до 6-тиот кој го славиме денеска, значи сите ги славиме, а на вториот, како што знаете, оддогматено е учењето за Духот Свети, дека Духот Свети е трето лице на Светата Троица. На третиот Вселенски собор учењето за Богородица, дека го роди Бога и дека е родителка на Бога и од тогаш името Богородица на Пресветата Марија. Четвртиот Вселенски собор, веќе спомнав, оддогматено е двете природи на Господа, и Божја и човечка. Петиот Вселенски собор нема догмати, значи нема нови учења кои се оддогматени.
ама затоа прави рекапитулација на сите дотогашни собори. И донесени се некои канони кои денеска ги употребуваме од црквата. И Шестиот Вселенски собор многу важен, таму произлегува понатаму и Паламиното учење дека енергиите се составен дел на природата Божја, односно не постои Бог без трите работи: суштина, личност и енергија. Дека енергијата и волјата Божја се различни од неговата суштина. Тие работи до денеска ги држиме, се случиле пред векови, ама многу се важни за правото учење на црквата. И ние затоа им благодариме на овие оци. За жал, како што гледате во календарчето на Македонската православна црква, не е обележана оваа недела, како недела на Шеста Вселенски собор, и се надеваме дека треба да биде обележана и во наредниот период ќе биде веројатно обележана. Меѓутоа е многу важно да знаеме да направиме почитување на оците кои ни ја дадоа правата вера која денеска ја практикуваме и која е спасителна вера. Вера, значи, која не е само, како да кажам, приказна или мит, туку вера која е конкретна и спасува. Ето, тоа им сме благодарни на оците, кои се последователи до наше време, од времето Христово. Нашето предание се предава од Отец на Син, што се вика духовен Отец и духовен Син. Не мора да бидат биолошки Отец и Син. Меѓутоа се предава и мудроста се предава, значи не само сирово учењето на црквата како некаква наука, туку се предава воопшто животот. Зато сме денеска во 21. век толку богати со искуства, затоа што ги собираме искуствата на сите свети оци кои ги има црквата. И затоа не треба да ги спротиставуваме оците, да велиме овој рече така, оној рече така. Во некој контекст еден од оците може да разработи една тема по-детално. Во друг контекст, друг од оците може да разработи. Навиду може да ни се гледа дури и спротиставени дека се учењата. Меѓутоа, овие догматски учења кои ги спомнуваме, кои се донесени на 7 Вселенски собори, се непроменливи за никого. И не може човек да измисли некое ново учење во ова сегашно наше време. Затоа што тие не се прости учења, како што денес се открива, да кажеме, нова планета. И од денес има нова планета и се запишува дека таа постои во сончевиот систем или не знам каде. Овие учења се во суштина од стварањето на светот постоечки, ама се одогматени подоцна и пренесени до нас подоцна. Тоа е потребно затоа што во тој богочовечански живот на црквата Божја со Бога заедно, Бог не е наредбодавец, туку остава човек да созрее за да свати некоја вистина. Кога ќе созрее, ќе ја свати таа вистина. Затоа толку споро може на некого да му личи дека се откриваат работите во црквата. Меѓутоа споро за оне кој не разбира дека црквата е вечна. Сега, што е споро во вечноста? Нас не изгледа споро нешто што се случува можеби ретко и поспоро во времето. И јас често пати
на своја сметка, сакам да се пошегувам, велам, еден просечен човек може да оди со 5 километри на сат брзина. И јас, што имам проблем со одењето, можам да одам со 1 километар на сат брзина. Меѓутоа, светлината се движи со брзина 300.000 километри во секунда. Сега, што е моето одење или оној кој оди 5 километри во секунда? Или брзината на мислата, велат, уште побрзо е од 300.000 километри на секунда. Што значи одењето наше, дали одиме 5 километри во секунда или 1 километар во секунда? Ова сето ви го кажувам за да споредам колку во црквата е неважно времето. Не неважно, убаво е да бидеме во некој чекор со времето, меѓутоа да сватиме дека вечноста подразбира дека ние, ако научиме секако да учествуваме во вечноста, уште сега и овде, тогаш времето се брише. Условно времето се брише, нема време за човек кој учествува во вечноста. Си живее во вечноста уште сега и овде. Тоа е важно, браќа и сестри, да научиме да живееме во вечноста. Тоа ни го предале отците на црквата, тоа ни го предале оние кои ни ја предале и верата, ни предале како да живееме достојно, како да се снаоѓаме во овој живот достојно, како да го победуваме нечистиот достојно, зашто и тоа е наука за кој се вдлабочило тој кој видел колку е важно тоа. Милоста Божја да биде на вас во сите времиња на вашиот живот и Господ да ве чува и да ве пази. Амин.